Нема договор за датум за предвремени парламентарни избори. Заев не успеа да го наметне 14 јуни како термин. Лидерите се согласија дека здравјето на граѓаните е приоритет, а здравствените власти ќе треба да објаснат каква е ситуацијата со коронавирусот и кога ќе се создадат услови за изборно соочување. Овие информации следната недела ќе се разгледуваат на нова лидерска средба кај претседателот Пендаровски. Мицкоски задоволен што планот на опозицијата, кој освен здравствените проценки, опфаќа и став на ДИК и меѓународните наблюдувачи за кредибилен изборен процес, во најголем дел бил прифатен. Лидерот на ВМРО ДПМН вели дека не сака да биде мандатар по цена на човечки животи. Фактот дека ако еден човечки загубен живот е цената со која што треба ВМРО ДПМН да победи на следните предвремени парламентарни избори, а јас да го добијам премиерскиот мандат, тогаш одбивам да бидам дел од таквата процедура. Имаше и такви позиции кои што го определуваа датумот, а потоа велеа дека Комисијата за заразни болести треба да каже дали и како ќе се спроведуваат мерките, дали и како ќе се спроведуваат изборите, што го оценивме како политичка партија и јас како учесник на состанокот како нездраво и несериозно. Заев пак повторно лицитира со датуми од 7 преку 14, 21, 28 јуни па се до 7 јули. Народот морало да научи да живее со вирусот кој ќе биде присутен. Според извори од лидерската сметал дека стопанството треба да го преживее изборниот процес и ударот на вирусот и голема финансиска инекција не била можна. Демократијата била скап процес кој мора да има приоритети. Дури изборите да бидат и на 14 јуни, 30 дена од денеска натаму има, за да може да се испрати покана до ОПСИ и ОДИХР и да имаме наблюдувачка мисија, која што е многу важно. Втората работа дека во рокот тие 32 дена, односно неопходните 10 дена пред кампања, за ДИК се сосема доволни, за да продолжи ажурирањето на избирачкиот список, кој што не е завршена постапка со замрзнувањето на изборните процеси преку уредбата со законска сила, која што реферира на изборите. Ахмети исто така смета дека здравствените власти треба да го имаат последниот збор. Освен здравјето на граѓаните, условот на ДУИ за избори е присуство на наблюдувачите од ОПСИ и ОДИХР. Сакам да кажам дека сме во воена состојба со невидлив непријател и во една војна состојба збор имат генералите, а генералите во овој случај се лекарите, епидемиолозите. Председателот на ДИК Дерковски изминатиот период е со став дека изборните действија треба да почнат од почеток и дека организацијата на избори во време на вирус би била голем проблем со ризик за здравјето на граѓаните.